почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Денес од ова место сакам да ви се обратам вам, граѓаните на општина Струмица, и да ви го презентирам следново. На последните локални избори, одржани во месец март 2013 година, бев кандидат за градоначалник за општина Струмица. Тогаш, сега актуелниот пратеник во Собранието на Република Македонија, господинот Панче Орцев, на ден 19.3.2013 година, во ударниот дневник на ТВ каналот ВИС и ТВ каналот Интел, сакајќи да ја извалка мојата личност и мојот авторитет, а со тоа да му помогне на неговиот папа Заев, изнесе сериозни невистини, големи лаги од кој човек треба да се срами. Имено, изнесе дека сум имал резервна татковина, дека мојата кампања била финансирана од Република Бугарија, дека за тоа треба да платам дебела против услуга кога ќе бидам избран за градоначалник, дека ќе сум ја задолжил општина Струмица со 15 милиони евра, дека сите јавни работи ќе ги работеле моите спонзори од Република Бугарија, дека поради истото 5000 семејства ќе останат без екзистенција, дека сум договорил изградба на споменик за 5 милиони евра и дека сум ја ветил Струмица газ за 2 милиони евра и ред вакви и слични глупости и лаги. Почитувани, сето тоа беше во екот на политичката кампања. Верувајќи во судскиот систем на Република Македонија, против господинот Панче Орцев до Основниот суд Струмица поднесов тужба со барање да се утврди неговата одговорност за клеветите изнесени против мене. Основниот суд во Струмица донесе пресуда број 4 БР 14/13 од 6.11.2013 година, со која се утврди дека сето она што го изјави господинот Панче Орцев е лага и за истото на именуваниот Панче Орцев му се утврдува граѓанска одговорност за клевета искажена спрема тужителот Васил Пишев и се задолжува да ми исплати 62.000 денари на име надомес на нематеријална штета поради повреда на мојата чест, углед и достоинство. И истите средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Тој во писмениот одговор на тужбата призна дека лажа и дека тоа го правил во политичка кампања, што многу е. Пресудата на Основниот суд Струмица исто така е потврдена и од Апелациониот суд во Штип, ГЖ број 32/14 од 17.1.2014 година. Почитувани сограѓани, еве со какви методи се служеше СДС во кампањата на претходните локални избори. Методи на лаги, дискредитации, невистини, а се со цел да се зачува локалната власт од причини познати на вас. Почитувани, во сите мои обраќања до вас, во текот на кампањата, разоткрив низа афери во кои беа поврзани челните луѓе на СДС. Денес сте сведоци на истото, кога секојдневно слушате за истото. Сакав да ве презентирам и одлуката на судот, за да се уверите за лагите за господинот Панче Орцев, а во моите вистини искажени тогаш, а и сега. Тогаш господинот Панче Орцев ме повика да излезам и да се произнесам по она тој што го изјави. Денес, јас го повикувам господинот Панче Орцев, излезете пред Струмичани и кажете дека лажевте како што тоа го сторивте во вашиот писмен одговор на тужбата. Имате еднаш доблест и сторете го тоа, господине Панче Орцев. Ке се согласите и вие дека местото во политиката за господинот Орцев
не треба да има, а особено не да извршува функцијата пратеник во собранието на Република Македонија. Бидејќи човек што зборува лаги, невистини и клевети, не може да има доверба кај граѓаните. Благодарам.